Откако од декември минатата година почнаа да се оданочуваат и пратките поевтини од 22 евра, настана колапс во испораката на пратки. Имено, огромен број граѓани се жалат дека со месеци чекаат да им пристигнат пратките, за кои велат дека според бројот за следење стојат заглавени во Македонска пошта. Оттаму пак денеска излегоа со апел за трпение. Во краткото соопштение објаснуваат дека новата обврска за одоначување на сите пратки предизвикала доцнење на пратките нарачани онлайн, затоа што поштата е должна за сите нив да изврши царински преглед и да го утврди износот на ДДВ. Пошта заедно со Царинската управа работи на изнаоѓање решение за забрзување на царинските формалности и обработка на пратките, се со цел да пристигнат во што пократок рок до примачите, корисниците. Од Царинската управа не гледаат проблем кај нив. Во Царинската управа нема никаков застој во царинската постапка на увозно царинење на малите пратки и истата се одвива непречено уште во истиот ден, кога стоката ќе пристигне во царинската испостава, каде се врши увозно царинење. Истата се ослободува во слободен промет по завршување на постапките и по извршено плаќање на давачките кон државата, велат од Царинската управа. И покрај поплаките на граѓаните, собственикот на ЛС Пошта Игор Гешовски уверува дека доцнењето на пратките е во рамки на нормалата и не се работи за големи пречекорувања. Да, ако има застој, тоа е од еден ден нешто, ако не се погоди. Ги ажурираме веднаш, добиваат пораки, ги добиваат сите информации за пратката реални. Има некои пошти, имам ја чуено и се јавуваат кај нас. Не знам од која причина, дали се заглавени во царината или поштите, но тоа е нормална работа во овој дел. Имаме ние и како систем, како држава немаме процедури за гаранции за плаќања. Компаниите се научија да се поигруваат со нас. Треба да се менува регулативата, по мене посериозно, да се одржи некој собир каде што ќе се донесат некои правила за подобар квалитет и побезбедна достава. Претходно Министерството за финансии соопшти дека очекува директни позитивни ефекти врз економијата и работењето на домашните компании со спроведувањето на законските измени, со кои се укина ослободувањето од ДДВ за онлайн пратки со вредност до 22 евра. Беше посочено дека новиот модел ќе придонесе за намалување на сивата економија.